Очите на светската јавност се свртени кон кампот во Идомени, каде што околу 15.000 бегалци чекаат за влез во Македонија и да продолжат низ балканската рута. Но малку кој зборува за околу 1000 луѓе кои се заглавени на македонско-српската граница. Заглавени, заборавени и многу веројатно отфрлени, затоа што по новите правила само бегалците од Сирија и Ирак може да добијат азил, не и другите како овие афганистанци кои тука се сонедели бидејќи Србија не ги пушта затоа што ЕУ не ги прима. Абдула е од Афганистан. Патот од неговата земја го почнал пред 2 месеци, но наместо подобар живот се најде заглавен на преминот во Табановце. 20 days in here, 15 days in Turkey, and other days in the way. We was 54% in the boat. It was very. I want to help to my country because right now is very bad for our country. The fight are very fight in our country. The Taliban or Daesh. In our village was very fight. А слична е приказната со друг афганистанец. Неговиот сон е да стигне до Германија, но српските власти не му дозволуваат. You're from Afghanistan. Yeah, I'm from Afghanistan. For how many days you're stuck here in Tabanovce? I think it's maybe 19 or 20 days that we are here. At first that we came here, we try to go cross the border and the police didn't leave us to go over there because it says the border is closed just for Afghans. Веќе 20 дена во овој камп во Табановце вирее само една желба, а тоа е излез во Европа, односно во Германија и во Австрија. Во овој камп условите се лоши, бидејќи овде има и мали деца, и жени, и момчиња кои велат тешко е да се постигне со хигиената, но тоа не им е најважно. Најважно им е да стигнат таму каде што тие замислиле, таму каде што го гледаат својот подобар живот. Агонијата е малку поблага сепак за овој човек од Ирак, кој патува со синот и со сопругата, и не губи надеж дека еден ден ќе работи како тон мајстор некаде на безбедно во Европа. Are you traveling alone or with family or With my wife and little kid, yeah, little boy. how would you describe that? I mean, traveling with a little kid, isn't that very It's horrible, yeah. It's very catastrophic, you know. Because for me, maybe it's not that bad as much as the little boy, you know, the little son I have. So it's very sad. My destination, anyway, is safe in Europe. Yeah, I'm a professional sound engineer. sound engineer? Yes, I'm a professional sound engineer and also a high-skilled worker as a printing machine operator. I'm not an economic migrant, you know. I'm a refugee because of translating and writing on internet. I'm an active blogger, you know. So Did you try to cross the border to Syria? yes, yeah, we went there, but very randomly from Serbian side. They just refused some and they accepted little. They didn't give us any reason or any. They didn't give any reason for refusal. И додека зад камерите бегалците постојано од новинарските екипи бараа информации за денешниот самит посветен на бегалската криза, временските услови дополнително им го загрозуваат престојот во Табановце. Оние кои беа на самиот влез кон Србија, а помеѓу нив и луѓе од ранлива категорија, сепак не се откажуваат во својата истрајност. Табановце во моментов оперира над своите капацитети и веќе е исполнет бројот. Управителот на транзитниот центар Горан Стојановски вели доколку се затвори балканската рута, се размислува за преместување на импровизираниот ентериер со цел престојот на бегалците внатре да биде покомотен. Луѓето се во очекување што понатака ќе се случува. Она што е до нас, им понудивме да бидат вратени назад, но во кампот, нели? Но секој од нив сака да стаса до дестинацијата која што си ја за кампот, веќе го има својот опципен. И повеќе од тоа. Не можеме и да сакаме да прифатиме повеќе од 1000. Јас некој пати говорев дека тоа е можноста, тоа се капацитетите од 1000 луѓе кои што можеме да ги прифатиме, и тоа не согласно стандардите кои што се нели димензионирани. Но толку можеме да направиме со оглед на фактот затоа што ова е транзитен камп, транзитен центар, не е прифатен за да се адаптира на соодветни ситуации.